Јавниот обвинител ќе се бира на предлог на опозицијата, за да ја чува државата од власта. Вакво ветување во декември минатата година даде тогашниот лидер на опозицијата Зоран Заев. Ветеното пред парламентарните избори во декември лани доби нов видоизменет лик по изборите, кој ги доби неговата партија. Откако седна на премиерската фотелја, Заев ги охрабри независните кадри да се пријават на конкурсот за нов јавен обвинител. Да се фокусираме на квалитетот на личноста, која што ќе биде оценета како опа, ова е вредно. Дај да му дадеме шанса. Јас толку очекувам, не очекувам ни повеќе ни помалку. Она што никако не го очекувам е дека луѓето ќе кажат се е исто. Еве и оваа власт повторно предлага некои партиски решени. Верувам дека ако овде ја погодиме работата, ние како предлагачи, Советот на обвинители, парламентот, дебатата што ќе се отвори во јавноста, имаме одлични шанси на почеток кон правосудските реформи. Многу кусок прашања, значи ли дека нивните CV и кандидатури треба вам да ви ги испратат во СДСМ? Не. Мислам дека треба повеќе вам да ви ги испратат, кои што ги коментирате и ги исправувате пред јавноста, нивниот карактер, личност, бекграунд, не знам, потекло, минат труд, сето тоа што е важно, за да им гарантира на граѓаните дека има надеж овде да тргне работата. Нешто подосна премиерот го виде ликот на новиот македонски обвинител од редот на експертите. Првото значајно исчекорување во реформите во правосудството е експертското решение кое што треба да биде поставено на местото државен јавен обвинител. Од тука ќе покажеме колку навистина сме подготвени како општество да ги отпочнеме реформите со конечен ефект независно правосудство. Во јули годинава Заев повторно се врати на кажаното од декември. Новиот обвинител ќе го предлага опозицијата, но не годинава. Пак ќе го дефинирам како мало лицемерие. Знаете како, ние ветивме после втората година на предлог на опозицијата да има јавен обвинител. Сега што и треба на Македонија? Исправена пред реформите. И треба најврвниот експерт што може да си го најдеме дома за да биде државен обвинител. Тоа е првиот чекор кон враќање на правната држава. Покрај специјалното јавно обвинителство и блескавата надеж на враќањето на правната држава. Сега дојде нова влада, предводена од тогашната опозиција, треба да покаже на дело дека навистина е за враќање на правната држава. Јас очекувам експертско решение. На средината на август Зврлевски беше разрешен од собранието. До назначувањето на нов обвинител, функцијата извршуваше Лилјана Спасовска. Во меѓувреме, на огласот за државен јавен обвинител се пријавија 23 кандидати, досега рекорден број на апликанти. Сепак, само двајца добија зелено светло од Советот на јавни обвинители, односно максимален број на гласови. Рулетот заврши вчера, кога владата за нов јавен обвинител го предложи Љубомир Јовески, член на Советот на јавни обвинители. Мандатот на обвинителот е 6 години, но дури и Јовески да оди пред време во пензија, паѓа во вода ветувањето дека идната година опозицијата ќе може да предложи нов обвинител.